Лансирањето на четвртата генерација на Корандо беше неизвестно 2 години. Под кодот C200, SsangYong чекаше вистинско време да го комерцијализира овој проект. За разлика од претходниците, новото Корандо сега не е теренско, туку спортско корисно возило. Токму поради тоа, разликата во дизајнот е огромна. За изгледот ангажирано беше студиото Джуджаро, кој се смета за едно од најдобрите во светот. Европскиот изглед ја потврдува ориентацијата на компанијата да излезе од рамките на Азија и да обезбеди поголем пласман на стариот континент. Комбинацијата на просторност со остри линии е добитна. Големо внимание е посветено на интериерот, инспириран од жеравот, со употреба на светли бои. Ваквиот пристап открива дека неговата целна група се младите луѓе, чиј животен стил кореспондира со спортско корисните возила. Просторноста и употребливоста на внатрешниот простор е на повисоко ниво од очекуваното, иако станува збор за каросерија долга 4,41 метар. SsangYong 2 децении соработува со Mercedes-Benz и ги користи технологиите од престижната германска марка. Пред се тоа е моторот кој има одлични адути. Дволитрениот турбодизел испорачува 175 конски сили и се впарува со 2 6-степени менувачи, мануелен и автоматски. На островската патна инфраструктура исполнета со нагорнини и свиоци, агрегатот се покажа во полн сјај. Максималниот вртежен момент од 360 Нм се добива во распонот помеѓу 2 и 3000 вртежи во минута. Ваквиот концепт нуди повеќе погодности. Пред се економичност, која се истакнува со просечните 7,3 литри нафта. Возачот ужива во тивкото, култивирано и моќно работење на моторот, кој според силата и перформансите се носи со конкурентите. Според европската регулатива, овој мотор го задоволува Евро 5 стандардот, а со мали зафати емисијата на јаглерод диоксид може да се намали и за Евро 6 стандардот. Дека Корандо е наменет за пробирливиот европски пазар докажува неговата стандардна опременост. 6 воздушни перничиња, мултифункционален ESP со ABS и асистенција на силата на сопирањето се дел од стандардната опрема. Голем напредок е постигнат кај потпирањето. За разлика од останатите модели на SsangYong, тоа е поудобно, управувачот е прецизен и зголемено е позитивното чувство во возењето. Во понудата вклучени се 2 можности на пренос на силата, на предните или на сите тркала. Иако со Корандо поминавме само 200 км, тоа беше доволно да ги почувствуваме подобрувањата имплементирани во оваа гама. Вистинска предност покрај опременоста, моторизацијата и дизајнот е цената која повеќе од поволна. Во зависност од нивото на опременост и преносот на силата, Корандо во Македонија ќе чини од 21 до 24.000 евра до регистрација.